На пат за Витлеем. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата. Добрината денес ретко се спомнува како некоја вредност во општеството. Не затоа што луѓето престанале да прават добри дела, туку затоа што добрината повеќе не се смета за мерило за успех. За современиот свет важно е да си успешен, да имаш моќ, но не е повеќе важно како тие работи се стекнати. Од нас, христијаните, се очекува да бидеме луѓе кои прават добрини. Се очекува да бидеме со срце кое сака, посакува и прави добро на другиот, дури кога тоа не носи признание, награди. Напротив, може да донесе само проблеми. Но Светото писмо јасно не поучува дека добрината е плод на Светиот Дух и произлегува од преобратено срце и нема ништо заедничко со надворешната учтивост. Ова време на Божиќен пост не потикнува да бидеме бавни на гневот, а волни со љубов. Но дали сме такви? Предизвик. Запрашај се денес, дали моето срце навистина го посакува доброто на другиот или само избегнува зло? Поварај од Светиот Дух да ти покаже каде си повика на поголема, пожртвувана добрина и направи еден чекор, и тоа конкретен. На пат за Витлеем.